Сигурно до сега веќе научивте дека карактерно сакам специфични, различни рецепти кои можеби не се дел од нашето поднебие, но некако наоѓам начини како да ви ги приближам и да ги направам дел од вашите неделни менија. Денеска ќе правиме уште еден бургер. Пред да скокнете од радост, ќе правиме бургер од карфиол. Се шегувам. Апсолутно сите бургери од киноа, од карфиоли, сите тие вегетаријански, вегански варијанти знаат да бидат многу вкусни. Јас многу често сакам да ги подготвувам и да ги нудам, заради тоа што знам дека луѓето од старт имаат некаков отпор. Не знам зошто, заради тоа што можеби се навикнати на оние стандардни бургери или затоа што тие стандардни бургери се превкусни, но јас би ве уверила дека доколку дадете шанса на еден поразличен бургер, можеби ќе имате поздрави варијанти, оброк кој можеби ќе ви намали во калории, но ќе задржиме дел од оној стандардно бургер лепче, можеби убав намаз кој ќе ви овозможи да го имате тој автентичен вкус на бургер. Претходно морам да ви се пофалам. Многу е убаво кога пријателите се негуваат, односно кога си ги знаеме интересите. Карес секогаш се грижат за да бидам возбудена и срекна додека готвам и секогаш ме снабдуваат со најразлични играчки, а ова беше нивниот подарок денес за мене. Имате ионизатор за лице кој замисля да може да го користите за и кога сте нашминкани. Ионизаторот како ионизатор е во основа едно апаратче кој ја разбива молекулата до степен да може таа лесно да навлезе и да ви го освежи лицето. Дополнително имаат прекрасни мириси. Ова е на роза, може да ги најдете во нивните продавници. Мислам дека ова е од она што сум зборувала, дека во суштина секогаш кога ќе се почувствувам нервозна, анксиозна, мирисите ме смируваат и ова е нешто што од сега ќе биде во мојата ташна, секогаш мириса божествена. Да се вратиме на бургерите. Ќе направиме бургери од карфиол. За да ги подготвите овие бургери, потребно да направите една смеса во која ќе ги поховаме карфиолите. Сега ќе почнеме чекор по чекор, а потоа ќе ги измешаме малку постапките, заради тоа што одредени работи бараат подолго печење. Имам цела главица карфиол, убаво измиена. Ќе ја исчистам од зелените листови, само заради тоа што сакам да ви покажам на кој начин ќе ја подготвиме основата. Карфиолот мислам дека е многу потценет, односно секогаш кога перцепираме карфиол, мислиме на оние турши, можеби на оние салати, кисели, но ретко се наоѓа како основна главна состојка. Скромен е во својата текстура и можеби заради тоа потсеќа вкусот нели на зелка, но во вегетаријанската или веганската кујна карфиолот представува основа за правење теста, например, може да направите нискокалорично тесто за пица од карфиол, веројатно ќе ви го покажа во некој од емисиите, а јас сакам да го конзумирам на најразлични начини. Имаме голема убава главица карфиол и ќе направиме убави плескавици. Начинот на кој ќе ги направам тие плескавици е тоа што ќе се потрудам да го задржам делот каде што е коренот, односно ми го држи целото. Ова ќе заврши во некоја манџа, не се грижете, апсолутно. Ќе дам на средина, ќе го исечам. И сакам да исечам цело парче кое потоа ќе го поховам и ќе личи на плескавица. Значи, од прилика 1,5 сантиметар исечете една убава главица, отстранете го дрвенастиот дел и направете плескавици. Не ми се подраспадна малку, мислам дека две ќе успеам да направам. Да, еве моите плескавици. Големи и ќе ги испохуваме. Овој дел ќе оди во манџа. Следно што ќе направиме ќе биде тесто за поховање. Имам 2 јајца и моето убаво гнездо на карес. Мислам дека за сега користам буквално. Многу е практично, многу лесно се мие и се држува и многу е едноставно што сите работи доаѓаат во едно пакување и само ова е просторот кој ви го одзема во кујната. Мене ми е тоа многу важно заради тоа што немам баш голема кујна како што може да видите. Ставам натре млеко. Убаво ќе промешам за да направам влажна основа. И целата влажна основа ќе ја зачинам. Имам
црвен пипер, имам сув магданос, куркума и мелен ким. Убаво промешајте. Ќе додадам една лажица брашно. Само заради тоа што сакам да го ќе ставам две, да, затоа што јајцата беа поголеми. И направете една убава основа во која ќе ги потопиме карфиолите. Доколку сакате да направите веганска основа, односно не сакате да употребите јајце, во случајов ставете кисела вода. Наместо млека ставете брашно и направете основа во која ќе ги поховате карфиолите, тоа убаво зачинете го. И карфиолите одат внатре. Само ми треба тава за да можам да ги испечам. Овие плескавици од карфиол ќе се печат во рерна и она што сакам да го направам и во една чинија ќе ставам лебни трошки за да добиеме на крцкавост. Ако сакате да одите чекор понапред, употребете палента. Палентата секогаш прави таа една јаткаста позадина на похованицата. Знаете дека сакам слоевите да засолувам, Карес повторно ме изненадија со нова играчка. Сол. И сол во моите лебни трошки. Бибер. И начинот на кој ова јас сакам да го направам, знам дека можеби не сакате да се валкате, употребете штипалка ако ви е полесно, мене ми е вака полесно и посимпатично. Начинот на кој сакам да направам убав слој е да го прелијам целиот карфиол во смесата која направивме. Убаво ќе го облеам со лебни трошки од сите страни. Повторно го ставам во течноста за да прифати што повеќе од похованицата. Уште еден слој лебни трошки и сусам. Префрлете го на тава со хартија за печење. Истата процедура, доколку карфиолот ви се искрши како мојот, можете слободно да го направите од парченца, јајцето ќе го спои. Еве мене ми излезе едно парченце, ќе се обидам да го ставам внатре и да го задржам во целата смеса. Знам дека доколку го пробате, нема да бидете разочарани од вкусот, заради тоа што карфиолот кога се пече, посебно таков печен карфиол во рерна, дополнително го интензивира вкусот и ќе имате едно баш совршено уживање. Повторно лебни трошки, малку сусам и оди во рерна. 20 минути на температура од 200 степени. Користете вентилатор, на тој начин ќе го искрцкате карфиолот, односно ќе направите крскава површина и ќе имате совршена основа за бургерите. Ги испоховавме парчињата карфиол, ги оставив малку да примат од целата содржина која ја ставивме, бидејќи сакам слоевито да посолувам од озгора. Ќе додадам малку сол и секако масло, овој пат ќе користам маслиново. Маслиновото масло ќе го интензивира вкусот, ги превртам. И одат во рерна. За тоа време ќе го подготвиме сосот, ќе подготвиме помфритот кој повторно ќе биде нестандарден.
дека ни се подготвуваат плескавиците од карфиол, време е да ги подготвиме останатите состојки. Со секој бургер оди помфрит. Мојот денеска ќе биде малку поразличен, односно ќе направам помфрит од сладок компир и морков. Знам дека некогаш имате коментар дека сакате да користиме стандардни намирници и состојки, но сите од вас кога ќе ги пробаат, оние коментари кои најчесто ги добивам во мојот инбокс на Инстаграм или Фејсбук е дека нешто било неочекувано вкусно. Затоа јас би ве охрабрила да дадете шанса на овој тип на помфрит кој ќе го направиме по принцип на wedges. Ќе го исечкаме на убави коцки и потоа ќе го облееме со сите зачини и прекрасноти за да биде апсолутно уживање при секое залче. Сладкиот компир, знам дека најчесто мајките можеби го користат со за нивните бебиња. Има малку вкус на тиква, измеѓу тиква и компир, што мене одлично ми одговара во оваа комбинација. Ќе го исечкам на овие се парчињата, за да имаме како wedges, буквално. Сладкиот компир и морковот се богати со бета-каротен, секоја портокалова намирница е богата со бета-каротен во себе, добра е за видот и сега во овие услови на корона секако за имунитетот. Конзумирајте здрави состојки, не знам зошто, мислам секоја емисија кога ја спремам, во суштина, барам да биде баланс. Некогаш знам да биде тоа калорични оброци, кои би го нахраниле среќно семејството, секогаш сакам да ви понудам оброци кои можеби се поздрава варијанти, ќе го одморат вашиот стомак од секојдневното конзумирање на нешто што не е баш многу здраво. Овој рецепт е апсолутно здрав. Сменете ги само лепчињата, ставете нешто интегрално и имате потполно здрав оброк. Морковот, бидејќи е малку бара по долго време, морковот има потврста структура, иако ви изгледа дека не е така, но доброто за морковот е што можеме и свеж да го конзумираме, за разлика од сладкиот компир. Направете wedges, да не знаат кое што е, буквално, затоа избрав и морков и сладок компир. И ќе направиме една похованица и за помфритот. И секако дека ќе го печам и помфритот. Имам кеса, омилени зипер кеси кои ги користам за се што. Нема да чукам зачини денеска, ќе искористам за да ги измаринирам полесно, односно да го спречам целиот неред кој може да се случи доколку го правам тоа на даската и дополнително го правам заради тоа што сакам целосно сето тоа што ќе го ставиме како зачин, мирис и вкус да се залепи на помфритите убаво. Имам тука баш убав куп помфрити. Мене ова ми е ручек, искрено да ви кажам, не ми фали ништо друго ако имам сладок компир и морков. Ќе ставам маслиново масло. Видете какви прекрасни шишанца. Овие мислам дека се на гузини. Дрен кој го имате во карез. Ставете дарижливо. Ќе посалам. Ќе ставам малку сув зачин. За вкус. И имам црвен пипер. Кромит лук во прафелва. Имам малку сув зачин тука, убаво измерен. И имам сушен лук. Сушен кромит, сушен кромит. Ќе го ставам во аванче и имам кимбо цело зрно. Ќе го чукнам малку за да го испушти целиот свој вкус. Ќе го додам натре. Лебни трошки. Убаво, дарежливо и црн пипер. Затворете кесата. Во меѓувреме ќе си ја уклучам мојата леотава за да се згрее, да ги потпачам убаво лепчињата за бургер. И убаво измасирајте ги сите парченца да се залепат сите убави зачини врз нив.
Ја имам мојата тава со решетка, која најчесто се користи за печење на месо. Ќе ја отстранам решетката, затоа што сакам да ја искористам тавата, нелеплива е, совршена е. Ќе ја подмачкам тавата со масло. Убаво. Премачкајте го дното, за да не ви се залепат помфричињата, парчинката зеленчук и истурете ја целата количина. Кажете ми дека ова не е нешто што со радост би го конзумирале. Убаво распределете го по дното. И ставете уште малку маслиново масло. И оди во рерна. Отприлика му треба 20 на минути за убаво да се потпече и скртка на температура од 220 степени. Се гледаме за кратко. Имаме бургер лепчињата, овој пат купив готови од продавница за да си го олеснам целиот процес, но вие може да водите чекор понапред. Мислам дека досега ви дадов неколку идеи за интегрални бургер лепчиња или обични млечни на база на вода, најразлични комбинации досега ви понудив. Ќе загреам мојата Лео скара тава, затоа што сакам убаво да ги потпечам и да ги подгорам од основата. И за да им помогна, да им дадам преубав вкус, ќе ставам малку путер. Тоа ќе биде мојата тајна состојка, секако нашите нови пријатели Президент. Путерот Президент е прав француски вкус во секое јадење. Еден од моите омилени, не знам дали видовте дека е веќе обележен, тоа го прави многу лесен за употреба, односно секогаш кога ќе ги видите оние мерки 20 грама, 50 грама, многу лесно само со плочките може да си ги добиете мерките. Загреете убаво тавата и јас ќе ставам по едно убаво дарижливо парче на секоја од лепчињата, така ќе ги ароматизирам, ќе им додадам дополнителна димензија и ќе ги ставам да се потпечат. Ја користам скара тавата само заради тоа што сакам да го има оној автентичен изглед на трагиот скара, како да е ова баш бургер пол со месо и сите тие состојки кои сте навикнати да ги користите. И бургерите веќе ни се готови, тоест плескавиците од карфиол. Јас ќе си помогнам бидејќи се многу топли. И лепчињата, не знам дали слушате, веќе се печат и последното нешто што без кое ниеден бургер не може е убав сос. Мојот денеска ќе биде на база на павлака. Сакав да го задржам тој лесен и убав вкус кој го преферирам во овој тип на бургери. Имам тука убава свежа павлака. Ќе го искористам шеќерот, затоа што така полесно ќе успеам да направам нежна структура на сосот. Имам една лажица сенф. За да ги врзам сите вкусови, ќе ставам куркума, сок од цеден лимон, за да му додадем леснотија, капка маслиново масло, сол. Ја не знам да колку сум среќна со ова садче. Многу сум среќна кога работите ми се баш убави и симпатични. И малку бибер. Убаво затворете го. Има внатре топче која ќе помогне во мешањето и измешајте го сосот. Тој ќе биде основата која ќе ја наврз која ќе ја ставиме плескавицата од карфиол. Мислам дека лепчињата се веќе убаво потпечени, ароматизирани од Президент путерот. Сега како изгледаат.
дополнително се преубави на вкус. И ќе ставиме салата. Секој бургер во себе треба да содржи салата. Начинот на кој јас сакам да ги правам овие бургери од карфиол е тоа што сакам да го искористам сосот да ми ароматизирам и салатата. Ќе земам една мала лажичка. Се надевам дека нема да го голтнеме топчето. Нема да го голтнеме топчето, ќе се го штитиме. И внимаваме. Ставам секогаш од сосот доле заради тоа што ќе ставам обична марула салата. И сакам и таа да биде убава, вкусна и ароматизирана. Ќе ставам убава количина, затоа што сакам да ми биде убав и свеж бургерот. Ќе ставам тенки парчиња домат. Доматот, мислам дека е малце топло. Си помогнам. Ја ставиме мојата убава плескавица од карфиол. Врз незе убаво ќе ја ароматизираме со уште сос. И еве како изгледа. Зарем не е правилен бургер? А вкусот ќе ве воодушеви со секој залак. Ајде уште еднаш да повториме, значи ставаме сосче малку на лепчето за да можеме да ја ароматизираме и салатата. Ставаме убава свежа марула, тенки кришки домат и одоскоре ставаме нашата убава плескавица со карфиол. Ароматизирајте ја дополнително со убавиот сос кој го подготвивме, тој ги спојува сите вкусови. Ќе ги почекаме помфритите и ќе го вкусиме овој прекрасен бургер, кој се надевам дека ќе му дадете шанса да го пробате. Ова се моите бургери направени од плескавица од карфиол. Знам дека можеби се нестандардни. И ви го признавам тоа. Може да бидете скептични. Но за да бидете скептични, треба да го имате пробано вкусот и да ги одбиете како вкус. Премногу се богати и имаат автентичен вкус. Секако во овие периоди кога треба да си го чуваме здравието, треба да инвестираме во убави и здрави оброци. Јас ве советувам некогаш да пробате ваков бургер да биде на вашето мени, а до тогаш пишувајте ни. Пратете ми слики, ги гледам сите слики кои ги праќате на нашите профили на социјалните медиуми, поучете ме нешто, пратете ми некој совет или некој рецепт кој сакате да го видите во следните емисии. Јас до тогаш ќе искреирам нешто ново и различно, кое се надевам дека ќе ви се допадне. Останете ми во добро здравје и се гледаме наскоро.